Брисел да даде зелено светло за Северна Македонија. Американскиот заменик помошник државен секретар Метју Палмер порачува дека САД го поддржуваат Европскиот совет да додели датум за старт на преговори со земјата. Доколку ЕУ не донесе датум за преговори во јуни, тоа би се случило во јули или октомври, вели Палмер. We believe that the government of North Macedonia Веруваме дека владата на Северна Македонија е посветена да го продолжи напредокот во исполнување на реформите. Убедени сме дека Скопје ќе ги продолжи овие напори кога и ако Европскиот совет се согласи да ги почне преговорите, бидејќи пристапниот процес ќе обезбеди можност за натамошни реформи. Неизвестноста околу доделувањето датум ги зголеми и лобирањата на македонската влада низ европските метрополи. Димитров и Османи денеска во официјална посета на Франција ги презентираат реформите. Кај нас е еден важен дел од тоа што од големата визија на претседателот Макрон за Европа. Ние нашите аргументи ги потенциравме. Франција е во фаза на одлучување по нашето прашање и мислам дека ова беше многу важна и многу навремена посета заедно со вице-премиерот Османи. Доколку ова лето земјата не добие датум, ќе се даде ветер во грб на евроскептиците, сметаат аналитичарите. До последниот ден на одлуката нема да знаеме дали ќе добиеме или нема да добиеме отворање на датумот за преговори со ЕУ. Меѓутоа, сите знаеме дека Франција е најголемиот противник на тоа. Резултатите на последните европски избори во Франција не одат во полза за тоа дека некои од работите можеби ќе се сменат. Знаеме дека ултрадесната партија на Ле Пен победи на изборите и тоа е дополнителен притисок за Макрон и владата на Макрон во овој момент да размислува на проширувањето на Унијата. Во меѓувреме 13 членки на ЕУ преку нон-пейпер бараат проширување со државите од Западниот Балкан, а иницијативата ја покренала Полска, објавува Радио Слободна Европа. Иницијаторот имал за цел овој документ да се усвои во форма на заедничка декларација на министрите на ЕУ и се барало потврда за старт на преговори со Албанија и Македонија уште во јуни годинава.